Здраво, почитувани слушатели, добро дојдовте во Celebrate Life подкастот. Ова е 4-та епизода. Денес имаме еден многу битен лик кој што е присутен на музичката сцена многу одамна, али фасцинатно е што во 91-ва, па дури 90-та, кога овој човек влегува во малтене своите новинарски води, искачаат и многу јаки албуми као Nevermind на Nirvana, Metallica, Primal Scream, Guns N' Roses, R.E.M., De La Soul и све останато. А исто така 91-а се оформира и бендот на мојот соговорник Sans. Многу е исто интересно што е еден од првите луѓе што у живот сум дознал дека ги има гледано Nirvana на своите почетоци. И еднаш кој ми раскажуваше како ги гледал Nirvana и вика никад нема да заборавам Курт Кобейн што ми рече на Reading Festival и чекаме што ќе ми каже. Као и што ти кажа? Вика ми рече може ли да поминам? Бо ми кажа извини, дали ми да поминам. Тоа што е многу битно од него. Да, ама со рака кој е тој бекстејџот на Reading, одма после Lithium спотот, кај што практично ја повредува раката и него му е во гипс му е непосредно после ова, бекстејџот. Да, и со едната рака и со другата рака поклопува кај sorry can I not so. За тебе ли? Таман посла. Да. Дами и господа, Саша Павлович, Фрешко, Санс, Бернис Пропаганда, Демек. Денешно време работи некој исто аудио проект. Фреш, извини, не знам како се вика новиот проект. Знам дека беше некој специфично име. Дури немаше име, али нешто се создава, тоа е битно. Да, Што не се откажавме у процесот. Ба тоа е најбитно, реално Демек е последниот твој официјален као бенд, така? Пред да работиш со електроникава. Да кажеме дека тоа е отплика така, тој беше така неформален сумчество на луѓе како кој ќе повикам, како ќе се случат околностите. Тоа не беше бенд, ние сме двајца, тројца, па правиме тоа неготворено. Па се правеше со многу луѓе на многу места у различни форми. Да, супер, да. Откачено звучеше тоа. Така да... Добро, ајде ќе чекаме настапот на новиот бенд. Фреш, ти човеч имаш сериозен опус за себе, не знаем уште зашто точно да збориме, ама као многу работи имаш направено у животов. Од првите почетоци на магазини, па 103 документ. Еден период знам дека сакаше да снимаш и документарец за 80-ти македонска андерграунд сцена. Да. Си бил 103 од почетоците, имаш издадено првото малтене CD со македонска музика андерграунд. Тоа е тачно, првата CD е практично. Јас сум првиот соросоид. Дека со Розгов финансираше тоа, валја најде единствен за сходно да за компилација на македонски групи кои низ години отвориле, а ете ја да изберам кој би биле тоа, и тоа се штампаше у Sony Виена, валја тоа нивно, тоа е македонски документ број 1, каде што направив некој пресек на ова. Нормално се ставив себе со два бенда таму. Не потребно, да. Па добро, опусот на тоа време морало да се обележи. Али кога ќе видиш, они го имаат поддржано и на САФ албумот, така да два битни албуми в Македонија се издадени баш у тој период, 90-ти, САФ устори покасно малку, да. САФ ако не е и 99-та, ако и не е малце покасно, али пак во декадата 90-ти,
Причем нив демата им се негде 96-та, 7-та. Така мислам, Дека ми да. првите дема на Сафија ги пуштав на 103. Да, на 103. Да, ја кога бев клинец, вас ве слушав со Ушко, нели имаше после тоа му посвети компилација на Ушко и се останато. Прилично сериозен опуш имаш зад себе, така да не знам од каде фатиме. После ке те прашам за те Со песни. секен прилично незгодно. Да, Како ти кажа дека имаш опус, па се тика ама и треба ја кажа дека од каде да пофатам, затоа што имаш пуно направено. Реално, ајде фатиме вака, 91-а 103-ка, влагаш со 103-ка, работите. веројатно през 103 е ова втора програма на Радио Скопје каде што Така, гледаш, тоа го немам фатено, али ја 91-а идам у школа, почне во Југославија, 103-ка ја... Да, али Нешто, вајда тој период, второ, трето, као, нешто така. ама второ као- трето одделение, да. Да. Добар си, а второ трето не си фатил, ја осмо фатив, да речеме Talking Heads фатив во Београд. Ете. Па малце The Name of This Band is Talking Heads промоција таа турнеја беше и прилично упарен да ги гледам, па не може да е начин како да се отиде до таму. Сергеј Шимов па роднини, па договор дека можеби роднината ќе ме чека таму, па ќе ме испрати на Пионир салата, па на истото место ќе се чекаме и така испадна да тоа го гледам. А кога збориш за Ушко, тоа е практично втора програма Радио Скопје, кај што ние преку таа емисија Метал Циркус, кој практично да. беше наследник на она што го правеше Дани Димитровски, Бушав азбука, што го правеше со Максимум рок-н-рол. А и внатре е многу интересно кај Дани дека имаше и блокови од музики кои он викаше луѓе, па правеа блокови од музики. Тоа беше ново за сите. Да, Од кај новата американска музика на моментот на моментот. 89-та година нова Да. американска музика. Од кај се тоа? 89-та не сум слушал радио, прилично сум бил мал, али после тоа, мислам, интересно беше тоа и многу сум среќен што растев во една ера кај што имаше сериозни медиуми за музика и многу ми помогна во животот, па дури до ден денеска да пратам и музички медиуми. Што е стварно добро, а Дани Бушав азбука го пати после тоа како трансер. Не као Од Расел, панкер. да. Не као панкер, да. Да, од панкер во трансер, Трансер. па викаш трансот е новиот панк. Трансот е новиот панк и нема више гитари, тоа не постои више. Па Се добро. пребацив тоа долу трансот. Као Джеймс Мърфи што пее, вика, слушнав дека твојот бенд ги прело гитарите и купил грамофони. Тоа е таа транзиција. Да. Тротоар исто беше сериозен медиум. Ти беше исто одговорен за тоа. Да, 13 броеви кои ги Да, кои ги тоа правевме. не е мала работа, реално на македонско тло ти да правиш магазин за музика и така кој е сериозно. Траеше тоа 3 години и практично кулминираше со ти фестивалот и после тој број кој последен испадна 13-ти, дека кој испадна дека да, бевме финансирани од немам појма од главен финансиер, ја да го спомнам дека Сорос го финансираше тоа, па и покасно и некои немавме домашни. Тоа све беше практично финансирано од Институтот Отворено општество. И практично 13 броја беа направени преку тоа двата CD-а кои ги направив, ајде касетите, тоаш ги направив, тоаш и можеше да се направи со своји сили, али CD не можеше да направиш, бидејќи кошаше 1000 и нешто марки да направиш некој, ако сакаш да направиш некој, немам појма, 500 CD-а. Wow. 1000 и нешто марки беше тоа, невидена цена. Мислам дека уште го чувам од македонски документ, 1000 примерот се штампани првиот и вториот. Колку бе 1000 цената. Вау. 1000 се штампани, да, тој практично денес го нема. Да, денес тиражите се многу помали, нели? Па дека многу покасно, уствари многу брзо после тоа беше го дека
се фалеа бендови, продаден тираж. Бендови или артисти, како сакаш, па и сцената, па и помалку и наши омилени, моите и твоите од Макфест. Да. Тие као најголеми фанови на Макфест, Да, кажат продаден тиражот, колку е тиражот, 1000 примероци. Да, Одличен тираж. А македонски документи примероци 91 бил тоа, така да не така. Така прилика, паѓаше стандардот, а со појавата на нет, на мрежата и на MP3-ките како формат, то практично се падна. Тоа не може Да, да добро, испрати. интернетот си го направи своето, мада ги чекавме 2 дена за една песна преку Napster и се останато, па после ASDN-овите, која се Да, прави. 45 минути една песна даунлоад. Да. Добро беше она. Pavement се сеќавам, само што искочи албумот, преку мол првиот нет, што се Па тој доби. беше постабилен и унет на времето, тие два постабилни. Да, звучен беше влезот во интернетот, се сеќаваш. Да. Да, прилично звучен и гледаш 20 килобайти per секонд. Дека една ствар 45 минути го имам на новиот на Pavement, па му го дав на 3 флопи диска. Јако. Ја се гребев по гоца студентскиот интернет, 20 денари или 30 беше саат, ама тогаш студентите не знаеа дека има интернет и се здружив таму со некои луѓе, секад ме чуваа компјутери, онака као висиш на интернет цела вечер за ичпари и онака цел нов свет ти се отвара. Многу беше. Добро, денеска па например молам за Spotify, така да кога ќе видиш пак си на некое дередже кај што не можеш ни да платиш асално за музика. Така, сега сме ставени контекст да сме у регион кој не прифаќа тоа така. Да. Вие ти си у регија која малце фино ќе ти го строча тоа. Не можеш у регионот се што не поддржува тоа да го направи. Да, мислам малце е тажно бешка веројатно Spotify ради копирајт и се останато не може да бе тука, најлудо е што тројца македонци работат во Spotify во Шведска. И тоа тоа е прејако. Ајде да те вратам сега назад, као Повели. 94-та се дешава ти фестивал, веројатно единствениот у тој момент фестивал кај што доаѓаат првпат сериозни артисти, кај што никад не дошле као Prodigy, Doggy Dogg, Renegade Sunbreak. Ја после тоа го имам Дени Бриотет гледано, али мислам дека после T-Fest. И како доаѓате до идејата да го правите T-Fest? Мислам, од кај човече најдовте пари да ги букирате тие артисти? Па тоа беше интересно, што веќе го правевме. Многу е сериозен лајнапот за тоа време. Као Да, може да кажем рака на срце дека тоа беше практично нешто наша комбинација тука, а повеќе Prodigy поготово беше од тогаш беше за Prodigy не можеш да контактираш никако дискографска куќа, никако списание, не може да него преку представникот кој се наоѓа немање више во Будимпешт. Во Будимпешт работеше човек од Белград кој практично го водеше тоа и дојде на идеја да го направи тоа во Белград и дали може Скопје. Да, може, со тоа што би убациле нешто ние плюс, нешто наше, би го направиле како фестивал, не само концерт кој што беше ден пред тоа во Белград. И така уствари заокруживме да настапат и Liquid Limbs од Унгарија. Тоа е преку човекот кој тамо тогаш работеше. Prodigy ќе беа договорени. Renegade Sunbreak беше наша желба и тоа влезе во целата прича. Ајде да ставиме уште. Doggy Dogg беше наше настојување што има расположиво од тогаш од бендовите. Ај зашто не Doggy Dogg беа некако тогаш и добија MTV награда, ако се сеќавам дека Doggy Dogg им пратив факс на кој им кажав дека утре сте на MTV Music Awards и онака баш најскопски им кажав дај бе
Кажете дека ќе свирите у Скопје. Не зезај, иако. Значи нема више на доделувањето на награда, кажа се гледаме на тој фестивал, валја Вау. two days after, нешто така беше. На факс им пишав да кажат дека најефтиниот и бесплатен пиар за фестивалот на MTV Music Awards, да кажам. Да. Вау, знаеш, ова не сум го знал, фала ти што го кажеш сега. Иако. Исто така Архангел тука го има. Така, па ние одлучивме да хајде да ставиме некој наш бенд кој би бил во контекст на другиот пат, како тоа функционира. Архангел беа на врвот на својата кариера, како да кажам. И они настапе, значи, така го 6 бендови тоа. Ама као имало и прилично народ, така 6-7 луѓе се собрале на фестивалот. Ја може да кажа дека донаш што знам дека тука практично ја има снимката на го има дека да види. Тоа практично првата хала, да не кажам преполна. Тоа се според некои кажувања дека се тоа 7.000 луѓе кои може да станат. Дали се 7.000 луѓе, не знам. Никош не може да проценам. Ама 94-та година да се 95-та, 5 декември, 9 декември, пардон. 9 декември 95-та. Практично пред тоа ја не се сеќавам, освен Скопски джез фестивал, дека оде воопшто доаѓа некои странски бендови. Јас се сеќавам дека француски еден бенд дојде, у Кале свираше, Љубиша Петрушевски од Куманово донесе некој андерграунд бенд Реда Експрес кој свираше во некој мал клуб и не се сеќавам да воопшто имаше бендови кои свира надвор. Колку што знам, ти фестивал е хајлајтот на македонската сцена што некад се случило и као што отворило и многу работи реално. Затоа што е прв, претходно стварно немаше, немаа луѓе искуство. Ние имавме проблеми кога ги најавме продажи дека нема да дојдат продажи, тие ќе се фејка, тој ќе изгледа као да ќе ги носат некои други луѓе, не се продажи. Практично беше неверно некако на луѓе дека воопшто. Па да, као продажи тогаш имаат пику кариера, многу се популарни, па не успели, сите бендови се популарни. Па види, Жилта Generation уште не беше искушен, тоа Poison беше премиера во Скопје. А сега имаме нова ствар, сега Poison, да се сеќаш има на снимката, вика. Многу е луд документарецот, баш го гледав пред некој време пак. И тоа се прашував, човече, колку било све современо во тој момент и после тоа како губиме тек и немаме фестивал со години, така после пред таксират застанува све и нема фестивал. Работите стануваат се потешки. Да. Тоа ме интересираше како успеавте вие да го толку добро да го исхендлате, да ги букирате сите овие артисти. Па само заради таа мала иницијатива дека сакате ли продажи ги правите, тоа беше предлог на човекот што работеше за да се сетам Mute беа продажи или може да се сетам Mute или овие други беа. Mute Records, за кого снима? Чекај да проверам одма. Молим те, може да си да провериш. Prodigy лейбл, да, денеска барем колку е лесно. Prodigy лист. Само Жилта да видите кога е. Да. Многу дава. Сега ми дава за Kid Flint. Не ме интересира тоа, Music for Jilted Generation. Вика XL Recordings in the United Kingdom. Али XL Recordings е part of нешто. Да, мислам дека ова не постои XL Recordings денеска. Не. Они тоа е part of Mute или тоа друго, небитно, сега во метод. Навистина за причава. И од таа иницијатива да свират они, практично бацување на овие други испадна иницијатива се направи фестивал. Тоа беше многу чудно. Ќе одиме ли у Скопска пивара да побараме спонзорство од најголемиот брувери кај нас,
Наравно дека да. Многу брзо најавме јазик со господјата тамо, кај што евоциравме спомени од кој џубок, секако што жената џубок читало во времето, најдека го за сходно да супер да партиципираат во тоа, практично беа нема многу интересно дека ние практично преку Министерство за внатрешни работи. Внатрешни работи го добивме. Министерство за внатрешни работи добивме парите да партиципираат за фестивалот. Да, борят добивате, да практично платат да добивме од Министерство за внатрешни работи. Така имаше некако координација како тоа се случувало, наистина не знам, али пата некако 50-50 беше учеството на приватни спонзори и овака, кажам, државно што представам дека би ги престрували како го направивте тоа. Фантастично. Се некој 100.000 марки, што би се рекло 100.000 евра практично да скупи. Тоа предишно идеше еден, така се менува парите. Па добро, види, овие музичари сега, например, да букираме фестивал Пик на кариера музичари, како што пута 5 денеска. Пута 5 дефинитивно и нема више како тогаш дампинг цена за Скопје, за Белград една цена тогаш продажи, а за Скопје друга скроз. Да, пошто Бикос Скопје. Nothing but. Да, беше лесно тоаш и беше лесно и години некако после тоа. Кога тоа стана малце поголем бизнес и за многу луѓе и се сменија и односите и цените. Да. Немаше више дампинг цени за никого. Па ни за нас како испадна тоа. Окей, го направивме првиот фестивал со Продиджи, ние сме спремни за вториот. Имаме само под Б блокирано 2 бенда под Б. Имаме Бьорк и Бек. Пази, Бьорк и Бек тогаш. И ова не си ми го кажал никад, браво. Да, имавме начало договор за Слем фестивал и за жал не добивме супорт да го направиме тоа. Доста си игравте еден фестивал, тоа така дека го испадна. Ја така го протолкував. Штета, навистина штета, пошто реално денеска можеби ќе зборевме за некој историски фестивал. Но тоа е што здрави. Ето го, еден па сите збора за него. Не, ама види, као фантастично што се случи во Скопје 94-та, што Да, 95-та кој практично сте биле прилично и прогресивни кога луѓето е период, нели стигале по Будимпешта, Англија и се останато, многу се патувало баш за конкретно за музика, затоа што немало пристап до музиката и се останато. Апсолутно, и право да не можеш да забориш дека Проджитош, ако сега има билен кафичи кои различни музики промовираат, тоаш практично беше Проджи у сите кафичи, ја не знам, кафички што не се вртеше, тоа практично беше зараза, беше една корона од музика. Ама не, вајде и друго времето, знаеш, имало сепак и култура, кај што денеска сме масовно селјаштво и ти се плашиш дали ќе дојдат 30 луѓе на настан кога правиш. Баш кај овој клабингов и све се префрли у клабинг, DJ Paris Hilton, знаеш, некако изгуби. Да. Тој андерграунд и све останато, така да затоа ми е фасцинантно што ова се случи во Скопје, па ти тикна Крафтер колку малку луѓе имаше, тоа некако тоа требаше да пука цел сајма колку малце народ имаше за тој период, така да збориш за првиот концерт кој требаше биде првиот на сајм кој требаше биде на Лизгалиште, а заради дождот практично влезе. Да. И неколку беше полна. Ама тоа затоа што вајда ги врати луѓе во некое друго време, али денеска. Да, али ја мислам дека стварно имаше доста полна првата хала. Да, беше као историска вечер за Скопје, као Кокс беше истата вечер, Дискос и Крафтер, као прилично интересна вечер. На Хуан Наткинс сеќавам во елемент првиот Хуан Наткинс беше
Хартикс беше неверојатно добро. Да. И Стейси. Тоаш беше дојдоа многу добри артисти Да, Елемент беше фантастичен клуб и стварно ни ги отвори очите за музика многу. Ја се сеќавам Марил Брика нешто 1 јануари 2000 денари, не знам колку беше карта. Туку народ имаше нека као пријатна журка беше тоа. И сега, ти Фреш стварно имаш донесено многу музичари овдека, многу си помогнал за букинзи и све останато, дали чак и прилично многу на бендови имаш помогнато и све останато. Со самиот момент што се ги пишувал рецензиите, списанијата и све и тоа. Ти днеска го работиш Критика МК порталот, веројатно единствениот пушички портал кај нас, што но е тажно еден музички портал да имам во Македонија, ама добро, супер и тој што ги има, нели еден. И беше у Ирска живееше. Да, Северна Ирска во Белфаст, 3 години. Иди ми дојде ми бев. Дојде ми. Слушаше вајда нешто што му успеа да фатиш, слушаш уша нова музика, не си преснал за тоа вајда и го работиш уша ова. Што го работиш? Да, времето бидејќи тоа се претворено у огласна табла, ние тргнавме као правевме некај устари се обидов да направам со како тоа се случи таа магична бројка со 44 души договорив да пишуваат рецензии, што мене ми не само рецензии, него пуно друго од нивоата кои ги има критика, не знам, миксови, интервјуа, некои колумни, видео секцијата, имавме доста ентузијастички пристап кон работите и мислам дека тој ствари одреди квалитет во првите година дена и после година дена сите се испразнија, практично ја изиграв прилично како и сите други кај што нема пари, практично луѓе многу брзо губат ентузијазм за работите, али од искуството со тротоар мислам дека кога дојдоа парите, луѓето престанаа да пишуваат. Тоа се уште држам идејата дека без пари се прават подобри работи, да. Кога е само да знаеш варијанта да луѓето имат време да го испорачаат тоа у вид на, не знам, рецензија, интервју, портрет, има милион форми кои би можеле да се инкорпорираат, али кога влегуваат пари е проблем. По тротоара знам. Првите 6 броја практично многу лесно иде, немаше денар тама. Никој не зема ништо. Кога почнаа првите пари, згасна тоа. Тоа е... Да, веројатно тогаш некако го губиш и мотивот за работа. Да, ја тргам од себе Celebrate Life скоро 10 години, еднаш два пати дали век да пари причата. Баш противно сега, да кажувам дека кога влегоа парите практично престана да го... Али не знам бе, знаеш, култура не е нешто што можеш да го платиш, знаеш, треба да од тебе. Така е, мислам така. Жабе ти да кажеш на ти 50 евра да направиш рецензија, ако стварно не ја чувствуваш, така да. Апсолутно. И колку имаш капацитет да продолжиш да го правиш тоа е добро. Да, например на Владо Манчевски рецензијата за Санос е прилично луда. Ако ја напишал рецензијата 93-4, сигурно никад не би излегла. Или може би излегла, не знам. Би излегла, ама колку би тоаш би ја може читале, денеска предишно, не знам да гледаш по различни форми, по Facebook види, кога ги прочитам, ја гледам луѓе, па и после користам некој Google Analytics за критика. Знаеш дека најкликувани работи на критика се тamo кај што се движи нешто, кај што има GIF или кај што има видео. Значи кога ќе прочитаат као на Facebook, Read More кога ќе прочита, не отвара во нова страна, да иде да чита, се замара. Зашто би се замарал? Дај ми слика, дај ми видео, се ти ќе ми објаснуваш за она што ја треба да го чуем.
Имам ја све и јас сам ќе си проверам, не е 85-та година New Musical Express, ти не знаеш каков е новиот албум на Depeche Mode, па се ја ти раскажувам каков е, па се ти формираш мислење за новиот албум на Depeche Mode. Мислам, нема веза. Да, сите имат. али види, јас сум се уште во балица и читам рецензии на Pitchfork, например. Така да, али Да, да, ти си тешка мањина. да, али знаеш што и веројатно и мреживе го сменија тоа. Тоа го зборени 140 карактери на Twitter, што може пократки видео. Така е. Апсолутно се согласувам со тебе. Да. Еви, Нема више темел. темелност, деталност за работите. Ова е сцена, овако ова е не влегување на тоа. Музиката стана фон на животот, не е главна. Гледаш по кафече има клубове, доаѓаат луѓе па и своји сетови, nobody cares about сетови. Кој се да нешто многу не ми представи. Вчера го слушав тоа. Пред 3 месеца го слушав сега што више на сите им се Paris Hilton DJing, но Охо. да. Али има на пример као има некоја нова музика и интересно е сега на пример 90 Revival уште трае, е трета година. Не знам тоа дали ти го приметуваш. Не знам кој поред Revival, каде по кој поред Revival и тоа стално така се дешава стилот околу 10 години, погледа го New Wave-от, погледа го панкот и кога престана панкот, после смислеа постпанк, па погледа New Romantic, тој романтизам 80-ти, се гранжот погледа, се тоа не поише 10 години трае, една декада трае. И практично посети или го цитираат или е практично на некој начин ретро, враќање кон звукот. Конечно. Дека брат, осумноти се комбинациите се тие. Да. Што ти се свиѓа од денешна музика? Мислам, у моментов као што ти окей, знам дека не можеш да кажеш точно затоа што слушаш многу музика, ама у моментов што ти е као. Малце поише правам него што слушам, а се навратив на она што најмногу што ја ова албумот за Piccolo Mini. Дали идеше звукот, дали не знам како идеше ова во преносов. Ми се изгуби малце, ама Си изгуби зборењето или... Да, си изгуби зборењето. Добро, се обидов да ти пуштам, само ми се отвори овде критика, ја отворив Piccolo Mini, ми се отвори како песна која ставив тука, кога ќе отвориш сакал ќе ја чуеш. Добро, ке обавезно, драги слушатели, одете на Критика МК, поготово вие новите клинци, сигурно може би не сте го отвориле сајтот, немојте да го... Кој знае да чита? Кој знае да чита, може да дојде на Критика МК да прочита нешто. Да, ти се свиѓа, да, Piccolo Mini го видов дека ти е тука. Ми се свиѓа мене Piccolo Mini, баш е добар песен. Музика стана многу широка, сцени стана огромни, сцени, подсцени, субсцени, луѓе се ограничија да слушаат мала сцена, ограничена и да може не комуницираат. Знаеш, тоа го зборам, познам 20 луѓе кои не зборат 20 години, затоа што 20 се диџеи, затоа што овој пушта хаус, овој пушта тек хаус. И за човек, за другиот едно, за другиот мисли дека неверојатно е луд, како може да пушта тек хаус. Така лошо. Он треба хаос да пушта. Ма човече, ти види само луѓето ако кај нас, ако имаш различно мислење, те да ти бидат кој непријател, па камоли Апсолутно, за музика, па ти не... Апсолутно. Мислам, ние сме на тој левел на деструктивност, што не смееш да размислуваш различно. Ја ти слушав првите 3 гости, ја како четврт, и слушав првата гостинка, диџејката Милескаја, тие нарекош мама или мајка, Мајката Ката. И
да ти кажа дека се прилично дискриминиран тука, пошто започнуваш со некои што ја учествувам се од твоја програма, рецимо не можам како Милеска да раѓам. Па добро. Не сум во положение да дека сум дискриминиран сум како тоа учествувам во емисија, не можам тоа да го правам. Не, ама пристапот кон мајката ката е прогресивна мајка. Не зборуваме прогресивна мајка, да. Да, не зборуваме за стандардни мајки, не зборуваме. Добро, тие повика дали ќе се врати некоја сцената, да. рече дека тамо не заслужува да се врати или не заслужува, него не знам кому би се враќала, не знам дали им треба тамо и дека цело внимание на кај мајчинството, уствари. Да, ма и тоа кажува многу за сцената. Апсолутно, па така се добиеш дете и музикално да остаеш тамо или со време ќе стаеш у подрум. Па некој ќе ти бара што си правил некој миксови, па ќе мора да се стимнуваш у подрум тамо па да ги бараш. Да, али реално тоа не е така, затоа што ја уште следам луѓе што и на 50-60 години го прават тоа што го прават. Рип Ендрю Уедерал, легендата, така што никад не го донесав во Скопје, многу ми е криво. Да. Штета, например, али да, Ендрю Уедерал е пример кај што цел живот можеш да го посветиш на музика. Знаеш, тука луѓето вајде умираат на 25, пошто влагаат во некој друг контекст во животот и музикава мислат дека е нешто side effect, чоп или као уметност. Така е. Знаеш, као мене уште мои другари што сме генерација ми викаат, бе брат, до кога ќе работиш дизајн, што се заебаваш, знаеш, као. До кој дизајн, фати сериозна работа. Да, или као уште ли бе на концерти идеш? Да, као уште ли бе на концерти? Мене другарите од другари пријатели од средно основно кога има средно планинско селе, уште ли бе фрешко со тоа музиките? Тоа не е сериозна работа, ти се бавиш со музика, слушаш музика, не знам, правиш кому, за колку души. Има ли тоа за себе верификација нека? Тоа е тачно, али погледот е друг. Не, да, ама знаеш, тука можеби е проблемот и за тоа не можеме да кажеме дека има сцена, затоа што не се третира сериозно. Се третира до 25 години и после тоа. Али, не знам, пајде нови деца ке сконтаат дека тоа може да е life choice, дека не е само contemporary. Не, деца се толку многу индивидуални што ни редни поредок поработите, нит есапат сцени, нит сите се мали островца, сите праќаат големи сигнали и сите мислат дека ја осменат светот со тоа. Прашто нема друга. Тоа е главното и плагиалиште и тука завршува. Тоа е тоа. Да. Што е така, зашто многу тешко да вој направи овердоз од музики денес, да практично ти во муабет влезеш некако што слушаш, дали си още близок ментално, дали уште можеш да партиципираш во муабет, да може да зборите за музика, што е прилично тешка ствар. Што тоа tiny emotions, дали? Тоа е најтенка, ти кога збориш што ти се свија, најтешно тоа опишува тебе. Да, апсолутно. И не треба ми кажеш како човек си, само кажеш ми што музика слушаш. Да, ја така ја така го ценам човек. Исто. И ја исто викам, дај линковите да те видам што човек си. Да, и не треба да ми пишеш на така. Литки ми зборат, што ми зборат други не е битно. Јас само знам од ова што слушаш. Значи натаму одиш. Да, абе види, Бушка, реално, ја кога се сретнам со луѓе кои што можам да разговарам за музика, онаков сум, вау! Да, као скандал. И слушаш музика? Да. Не, валя. Што новиот па ја тоа го доживеав сега кога бев на концерт на Лија Ланч во Софија и седав пар дена тамо и ја дојав со некоја вака малце, сега ќе им кажам на бугарите. И за сите ствари околу. Али дојав на друга тема, апропо кокорине, сапат, историјско
како да кажам, политиканскиот дел на работите. Ја како гледат као од кај дојде оваа сподоба со овие речник. И јас се смирив, престанав да им зборам и ги слушам што зборат како ние од 90-ти. Слушнали новиот албум на Тина Ривен? Втората ствар на Как хубава е солото, на втората ствар Как хубаво оди со... Овие луѓе зборат за музика. Јако. Викам, као ние од 90-ти што зборевме, тоа не беше главното, дали си го слушал овој, и само тоа ни беше главна тема. Јако. Ние немавме тај мъка да не труе со агрегатот од денешните вести, практично ние бевме од свој свет там. Тоа не интересуваше. Затоа мене ми е значајна таа 90 ера, затоа што јас стварно имав прилика да слушам музика и да се образувам музички благодарение на медиумите што постојат тогаш, знаеш. Да. MTV искрено да не постоеше MTV, па дури нека 103-ка, тротоари, тоа стварно ке немавме никаков контекст со реалноста. Па дури звук, колку е инфлуенс, колку и да беа чкарт неговите снимки, стварно помагаа да слушнеме некаква музика, знаеш, апсолутно. Али пази, ние бевме гладни бевме, пошто пред тоа не слушавме. Да. Немавме од каде да чуеме. И одеднаш, замисли 103-ка, пред тоа имаш прва програма Радио Скопје, втора програма кои се пуштат дисковите кои се добијат по дефолт од не знам Warner Bros ги добиваат толки жути дискови беа па штампано од згора такви хитовите едно до друго, натуткани 40 хита на едно CD. И ти одеднаш 103-ка кај што пушаш лептеза на музики од не знам од хардкор преку гей-поп, преку... Да. Абе, што не? Све што можеш да замислиш, имаш. Да, ама и беше отворен медиум, реално беше отворен медиум, затоа што стварно имаше све на тој медиум. И па имаше авторски емисии, 24 часа траеше и имаше сите има по 2 сати емисија, па ти да чуне сега ретко кој имаше на почетокот зборам, ретко кој имаше 2 емисии, што покасно дека стана малце безобразна традиција, да некој има по 2-3 емисии. Да, глупост. Дека по 2-3 емисии умре радиото како. Така е. И така практично знаваше преку работа, кај си чул тој што имал што купил плочи од Трст, што земал од Солун, што начувал од Gema Records од Англија, која Residence ставив $25 ставив за албумот, го пратив $25 во коверт, па пракаш до Сан Франциско, до Ralph Records и секаш, ајбе ке доја 100%. И еве ти го после 3 месеца доја плочата од Residence дома. Поштар доја, плоча имаш. Дојаш Residence отвор, што ја ти пратиле внатре, па ти туриле, не знам, релефна фотка. Residence ги пипаша така. Па не знам подпишана, па не знам флаери, па не знам магазинче некоја, абе пакет. Да, мислиш порака од космос, што би рекол Горан Стефановски кога ги слуша, како порака од космос бе. Да. Така него ги се. Да, тапа ми е што реално и више не за штампаат флаери и се остана тоа. Мада тоа само ке нас, например, кога бев во Енглеска, се уште постојат флаери, се уште постои таа уметност преку музика за дизајн и се Rough Trade, уште штампа флаери без разлика што имаат диджитал и се остана телефоника, рекордси, сите тие плочарите. Така. Да, ама знаеш како се фалат рецимо овие едно најдобрите букери загребачки, све иде имаат посебен сајт и форум каде што тamo ке го опне флаерот, ке штампа, ке дат пари за ова, па ке дели по град, па ке иде, па ке лепи плакати, па овој не му дава тука овој политичка партија, па што си го прелепил, па овде не може да се лепи, па казни добеше на све имаат добро ке нас уште владе истото момент, чив си ти, кај си, што си, така да. Ние сме како се кажа, патриархално неваспитани. Да. Патриархално неваспитани, одувек биле. Традиција, да. Патриархален, али неваспитан, да. Али интересно и пака ова е прилика да се заблагодарам за све што си направил на вистина.
новите клинци обавезно да го посетат критика МК фрешко, кога ќе сретнете град, прашувате го за минатата, пошто има пуно што да збори, ја мислам дека 3 сати можеме да снимаме подкаст. Ще кажам нешто, мене ме користата дека тоа е многу интересна, дека луѓе мислат дека треба да се разбираш од музика, а не you feel the music. Да. Па ме викат мене во МК за кемистрија, па се кара за опет. Јас зборам со сите генерации, јас сум што би рекла господја моја social butterfly. Па да, баш. Од еден свет на свет. На друг, да. Со сите зборам, па се неќе се Трешко дојди, се караме со другарми, а ти се разбираш од музика, да ни обясниш. Ема добро е што го перцепираат тоа, као оке. Од една страна добро, али јас сакам да сум дел од тоа што ни го зборат, а не ја пресудам кој туку право. Да, па што уште слушаш музика, апсолутно. Апсолутно. Мислам дека нема да престан, пошто тоа ми е вечето со живот, не ми е џоб, него е баш тоа што го викаш, живот. Да, животот е. Добро, со еден лайфхак кој ќе заврши, се надевам, корона и ќе излеземе од дома, вајде ќе направите некој евент. Заднијата беше у лајка, така на краја фатив, не 1, 2, 3. Да. Тоа на краја. У лајка беше, тој беше многу интересно. Драго што ќе се вратиме пак да искачаме у лајка, евав 3 пати, као 4 пати. Немав отида на куснат кога, но е добро. Што не сум те видел тамо, тоа е дупка која вреди да се посети од време на време. Супер што си дошол, не сме се видела, ја за жал не можам секој да сум тамо. Апсолутно. Али е добро, ние правме 12 сати евент од платен до полнок свиравме. Па ја го фатив крај тоа, јан тоа на крај го фатив уствари. А ти дојде тогаш? Да, скрос на крајот, ама... Пази, тоа гужва било што не сме се видели. Па добро, вие бевте доле и стварно имаше гужва, не дека... Па да, многу е тешко лајка да ја попуниш, знаеш. Ма супер, да. Нека функционира само лајка, пошто милиен период не работеше, викам, отиди ова задњето нормално место, дебар мало. Да. Као готово инвазијава на селјаци влезе тука, ама гледаш пак се врати така на првата. Нема тоа, не се кеде за овие што ги спомна на буквата С. Они ќе се појачуваат и ќе бидат се поснажни она. Просторот да не им даш значење дека соопшто просторот е многу битно. Тие тоа добро го правиме со Макфестот. Да, кога ќе идеме на Макфест, значи слушатели... Значи не сме биле, а ние сме најголеми фанови. Најголемите фанови. Секад го пратиме Макфест, идејата е една година да идеме и да го коментираме. А еднаш ќе дотидеме таа, ако ќе го пратиме. Си бил ти некад на Макфест у својата музичка кариера како новинар? Не, никош. Затоа многу жалам, пошто тоа практично парада на естрадата, врвотно, пак го есапат, не знам колку сега. Ама и единствен фестивал остана, така? Или има и уште некои други? Па не појава. За мене секогаш ќе биде number one. Ќе биде number one, кој да се појави, што тоа дали секој може поголема традиција да има да Макфест. Никој не мора да идеме на Макфест, некаш сериозно треба да идеме. Мора, те молам, пишан си. Има доказ, аудио се снимен. А ако не, ќе те пријавиме, има број. Ќе те натераме. Фреш, фала ти многу за медовеното време. Ке снимам уште едно сигурно. Фала тебе што се седи, пошто ми изненади со Бојко воопшто да збориме за работа, пошто кого јебено интересира ово тие што збориме, ти мислиш дека има луѓе што тоа го интересира и драго ми е што ме потсети дека е можда така. Не бе, зашто имаат се уште луѓе, знаеш, тоа може би малце луѓе има останато, ама има луѓе, знаеш, и
Ја мислам дека и многу е битно на новите деца да им се пренесе цело тоа искуство, за да сватат дека некогаш постоело нешто и дека треба да ги буткаат работници за да они прават, знаеш. Као тој ти фестивал бил хайлайт за толку многу генерации, па и тротоар и сето тој, цело тоа музичко проживање, знаеш, мислам дека стварно... Ама нешто како го свакат луѓе кои кажат, знаеш тие на времето што имам направено? Ке застана, па ќе каже, небитно линијата дека они като знаат тоа од друга страна, тоа многу побитно него ли да им се покаже, да им се каже структурата или намерата. Сега ќе правиме организирано, ова е битно овака и сега ќе му кажуваме луѓето дека ова постои овака и се ВМРО стайл, па ќе кажуваме дека историски овака од нема тоа музика човече. Но од Кулина бана ќе почнеме како тоа иделе или еве го сега го гледам на Facebook Тошо Филиповски прави топлиста на македонски, какви топлисти човече. Да. Какви топлисти 2020 година, какви топлисти. Никој не го занима денеска топлиста. Корона има да. Дека се нова топлиста. Ја на Spotify имам релиз радар и слушам 3 пати неделно толку нова музика. Да. Тоа е побитно, релиз радарот е побитен него апсолутно. Да. Ова е точно, ова е задња што каже најголемата вистина. Така да. Тоа што тоа е непрестанен процес. Никош нема престане да слушаш. Да. Музиката е емоција, стварно не е ни више колку знаеш музика. Не е топлиста бе човече, не е топлиста, тоа е многу не може тоа влезе во закон, не може да влезе тоа е слободното место, тоа е слободното место. Иначе снимаме на денот на Марвин Геј, денес му е ренден на Марвин Геј. А денес отиде Марвин Геј? Да, денеска, не, роден е. Роден е. А тоа е фино. А вчера беше на Майлс Дейвис на Бичес Бри 50 годишнина, така сериозен јубилеј. Тоа се фини работи, човече. Кога седиш дека 50 години поминале од битна ствар и се ти немаш време, капацитет немаш да преслушаш све, па повторно го слушаш. Да, ништо за Санс не кажавме, а 91-а сте оформени. Дури лани или прехлани го избацивте винилот, претходно само касета беше. Да. Али што кажеме, требаше да свириме и да го представиме тоа како некој звучал во контекстот денес да се види дека еве тоа што сигурно боле го направивме денес, ама не најавме консензус во бендот да тоа го направиме и тоа испадна како само издание. Сега луѓе се слушаат на албум, али го немат живо. Ако не видиш бенд живо, тоа ако не функционира, onda не функционира. Да. Многу беше ако едни нови деца и као ми викаат, ај ти ги знаеш Санс, и јас се кјутав, као ништо не кажувам, као чисто имат... Кој Санс? Као колку, и викам, кој бе Санс, викам, ти од кај се, од Енглеска, викам, не, као, абе, тука, неш колку добро звучат, као 90-та. И знаеш, само слушам, викам, и добро, као го сконтал дугево, дека имало нешто и тука предходно дека не било све. Тоа е прекрасно кога се чуе. Тоа е прекрасно кога се чуе. Да, ама знаеш, добро е, пошто некако и мислам дека и им фали на луѓето информација искрено пред се и ама мислам неправилна информација, правилна значи структура, значи еве сега ова и ова, па тоа ќе донесе до тоа, него им фали насока, пошто имија практично све имија пред лик, отвори го интернетов, прстот може да ти отиде кај што сакаш. Да, ама кај што ќе помислиш, ама джабе кога немаш што со тоа. Can you feel it? Аха, баш така, can you feel it. Добро, нека заврши пандемијава, па да се видиме на радно. Да се видиме во јули. Аман. Живеам на интернет, комплетно живеам на интернет. А види, Козде, зашо е ова добро од некоја гледна точка, луѓе се дома. Да. Едни со други, така. Да, види, емоцијата на домашното битсување и така како треба да е повисока, да си ги сакаме домашните. Башка не знаеш, вака искачам од сабајле, шетам куќа, слушам птици пеат,
викам, чува, тотално све сме заборавиле природава и т.н. Да. Така, нека одмори малце и светов и од нас луѓето, пошто му ја ебавме мамицата на Да. светот и на природата и на све останато, дај малци со себе да се видиме, со своите домашни, со Да, аме животни. приметуваш како луѓе се зажелеа што не се видат, се зажелеа едни со други да се Абе, видат. ти знаеш, живам в интернет и онака вебинари, јобуки, јоги, медитации, као, вау, никад не сум бил по-бизи него као моментот. Што не знам дали е добро или не, али тоа е тоа. Диджитал ера. Мене, диджитал ера скроз, замисли да нема да сме ова, би седеле тука ко утки од терасава своја би гледал и може со комши комуницирал овака си. Знаеш, има интернет, иначе ќе полудевме денеска, не знам што ќе правиме, озбилно. Сигурно ќе полудевме, може би тоа ќе беше добра, али од друга страна види, ние сме, како ти кажам, ми интересира кога заврши све ова, дали ќе треба повторно се запознаваме. Па добро, и добро Браво. да запознаеме. Тоа е добро, тоа е добро. Па да, Може тоа тоа биде стартна точка да се тоа некако биде его почетокот. Да, па тоа Пошто трае ова доста. м, Малте не ќе испадне според предувањето, ако испадне пола година, тоа значи пола година не си сакал, ама не си се гледал со него. што е добра прилика да почнеме од почеток, се согласувам. Така е, ајде почнеме од 95-та, од продолжи Не. паса. Ајде продолжиме да ја тука да продолжиме. Топ. Почитувани слушатели, јас сум Миндок, мојот денешен соговорник е Саша Павлович Фреш. Чекирајте Критика МК, пратете го шо работи он. Еден од ретките музички новинари останати денеска, ајде да не звучам лошо да кажам диносауруси, ама почитувате Тоа кога сум отиден, така ми се почитувате локалната култура која што умира све и повеќе и ценете го и тоа што го има, затоа што јас нема. Ако не се цени тоа доволно. Фреш, фала ти многу. Фала ти тебе поише. Се слушаме и се гледаме низ мало. Продолжи да се гледаме кој ќе помине ова, Да. продолжи со муабетиве, ќе те пратам, се гледа дека имаш намерил луѓе да ги прашаш што им се дешава Па да, и ги инволвираш и тоа што едно ново препочесто. да. До сега концептот е еднаш неделно, по една епизода. Да. Може би ќе треба поише. Ама не, као за почетоков е доволно по една епизода неделно. Битно ми е да, нека, чисто да ги слушнам луѓе што прават, како се, пошто реално има многу луѓе што работеле тука, никој никад не ни дознал што работеле и колку помогнале за некоја сцена да се случи, така да битно е и да го зборуваме сето тоа. Фала ти уште еднаш на поканата. Фала многу. Останете добри, седете дома, мушкајте си ги домашните, шетате. Се стала ќе им го викаш, така викаш? Да, Стала ќе цела го викаш. така И емисија. стала ќе го, ами сте стала, тоа е добро да им го викаш. Ќе ги потсакам. Гушката ќе ги нервираш, затоа што збориш, ама добро е, ама добро е. Не. Луѓето нека сватат дека мора ширати малце љубов. Така да, Види, ако треба да сватат тоа, onda тешка работа. Али добро да ги подсетиш, да ги подсетиш Да. само. Се најболе. Поздрав. Супер. Поздрав, чао. Чао, чао.